Здраво на сите, сум Стефан од тимот Athletics и ова видео ќе збориме за кои храни треба да ги јадам за да ослабам. Значи, доста интересно видео каде што ќе кажам сите храни може да ве здебелеат и може да ве ослабат. Тоа што ве слабе е калориски дефицит. Значи, научно е докажано дека вие ако сте у калориски дефицит, без разлика да јадете junk food или здрава храна, значи вие ќе ослабете. Нормално е дека здравата храна е похранлива и повеќе ќе ве заситува и помалку калориска вредност ќе јадете, но тоа не значи дека не можете да ослабете и со junk food. Напротив, имаше еден доктор нутриционист кој бил на Twinkie diet и ослабел 15 кила во рок од 3 месеци само со јадење на Twinkie, само со контролирање на неговиот калориски внес. И сега идеме што се калории. Калории се мерна единица за енергија или колку ќе ја зголеми температурата на водата за 1 степен. Основни макронутриенти, тоест значи макро значи големо, нутриент значи нешто што го апсорбираме во телото и есенцијален се протеините, јаглехидратите и мастите. И алкохолот кој е токсин, но има калорична вредност. Јаглехидратите имаат и протеините 4 килокалории, алкохолот има 7 и мастите 9. Ако видите дека според калориската вредност мастите имаат 9 килокалории, дупло повеќе од протеините и од јаглехидратите. Но тоа не значи дека треба да ги избегнувате. Значи сега идеме на главната поента. Ние имаме во Athletics Fitness 80-20% правило. Значи 80% од калориските дневен внес вие можете да ги јадете и треба да ги јадете, значи морално е да јадете здрава храна. Тоа значи што е помалку процесирана, во сирова форма и значи со многу малку масти и многу диетални влакна. Тоа е научно докажано дека луѓето што јадат доволно протеини и доволно диетални влакна чувствуваат повеќе ситост од храна што е лишена, што е процесирана. Не препорачуваме премногу да јадете процесирана храна, значи нема доволно да бидете сити, но флексибилноста е добра затоа што ако имаме 35 оброка во текот на неделата, 7 оброка вие може да ги јадете без значи да имате негативни ефекти кон слабење. Може да ги заебете, но тоа не да биде шведска маса, значи како што правите, значи кога сте во социјална атмосфера каде што не можете да јадете здраво и сте приморани да јадете, да пиете алкохол, значи барем контролирате го тоа, значи јадете прво салата, генерално, па после јадете протеини и после што сакате, значи јадете помалку. Така ќе ги намалите калориските вредности. Калориската вредност на храната нема да се прејадат. Луѓето што се прејадуваат, значи не внесуваат доволно протеини и диетални влакна. Затоа ние препорачуваме да не идеме баба Вања и да не правиме планови за исхрана, туку идеме на консултативен начин. Значи препорачуваме да имате дневник, дали онлайн или ќе опишувате и каде што ние ќе речеме вие сте јаделе тоа и тоа во текот на една недела. Океј, оваа храна не ја бива, дали може да замени со друга, на таков начин каде што клиентот ќе биде доволно свесен што јаде, а не само да му дадеш план за исхрана да работи како робот и ќе има после како да речам compulsive eating disorder, не знам на англиски како се вика, на македонски тоест оштетување со ќе ја гледа дека ако само храната е здрава е добра, другата храна не е лоша и тане ќе биде социјално неприфатливо за тоа. Значи ние не сакаме да се деси, значи ние ја гледаме исхраната како целост. Значи гледаме од социјална перспектива, гледаме и за здравјето, гледаме и да бидете прифатени за тоа што го правите. Значи ние не препорачуваме до крајот на животот да го правите тоа, но кога се работи за целта слабење, препорачуваме да следите калории. Зашто само така ќе знаеме дали тоа што го јадете сте го правите тоа. Значи нема ни еден друг начин кој е подобар. Значи научно е докажано дека луѓето што следат калории имаат долготрајни резултати, дури 50% подобро од тие што не седат и ја одржуваат тежината.
И другото нешто што препорачуваме е да гледате хранлива таблица и да пишува, пример, ако пишува посно, органско итн. Ништо тоа не значи ако позади пишува дека на органското има 50 грама јаглихидрати и 30 грама се шеќери. Значи, вкупниот внес за шеќери треба да ви е 20 до 30 грама во текот на денот. Тоа не значи дека не треба да јадете овоше итн. Треба да јадете овоше, го препорачуваме тоа како мал снек, едноставно но имајте главни 3 оброци, јадете непроцесирано, јадете во секој оброк протеин и правете го тоа секој ден. Значи, не сега е вежба, па утре нема да јадам протеини. Секој ден треба да јадете протеини. Протеините се градбени материјали на нашето тело и не служат само за мускули, служат и за имунитет. Тие што имаат слаб имунитет, имаат многу мал внес на протеини. Така да се надевам дека овој видео беше доволно добро. Се надевам дека ќе направите лайк, шер, сабскрајб и ако имате прашања, слободно поставете ги на имейл или во нашите коментари. Поздрав!